По повод 25 годишнината на Скопското астрономско друштво, на 25 декември во просториите на Кинотека на Македонија беше отворена изложбата на астрофотографии со наслов 25 години Скопско астрономско друштво. Екипата на Добро утро секое утро деновиве ја посети изложбата. Веќе четврт век нашиот поглед е свртен кон небото, велат од Скопското астрономско друштво. Го наблюдуваме, истражуваме, учиме за него, едуцираме други луѓе и го фотографираме. Нашата најголема фасцинација ќе ја најдете преточена во фотографии од планетарни маглини, каде се раѓаат ѕвезди, гигантски галаксии, оддалечени милиони светлосни години од нас, комети, метеорски дождови, сонцето, месечината и нашиот поширок дом, галаксијата Млечен пат. Со изложбата сакаме нашиот поглед и нашата фасцинација да ги споделиме со вас, велат членовите на Скопското астрономско друштво. Пред се честитки за 25 годишниот јубилеј на Скопско астрономско друштво. Ке може ли да ни кажете мал историјат за астрономското друштво? Благодарам за честитките и да ги поздравиме нашите гледачи. Вака, друштвото официјално почна пред 25 години, тоа значи официјално дека имавме собрание, имавме, како се вика на печат, држава дека постоиме и така натаму. Меѓутоа, интерес кај луѓето имаше година или две порано, каде што ете неколку наши ентузијазмици сретнавме во планетариумот во МКЦ, каде што тоа беше некој нуклеус каде се собира млади луѓе, особено за кои има интерес за астрономија. Таму имаше и два телескопи со кои можевме нешто да почнеме. Од тоа време сепак телескоп беше многу по-тешко да се набави, но ги имавме и ето со некои си прости наблюдувања, почнавме, потоа се појави интернет, малце почна да се загреваат луѓето и така почнавме се поише млади луѓе. Тогаш навистина имаше многу поголем интерес. Се сеќам друштвото кога имавме по неколку десетици млади луѓе кои беа жедни и гладни и кои навистина голем дел од своје време и труд го поклони на друштвото и едноставно друштвото буквално почна, да не кажам баш експоненцијално, ама почнавме многу брзо да напредуваме. Потоа почнавме да се здружуваме и со нашите колеги од особено од бивша Југославија, Хрватска и Србија, а потоа пред неколку години почнавме некое дружење со нашите јужни соседи. И едноставно имаше многу позитивна енергија во почетокот, се сеќавам. Не ни беше ништо тешко, ладно не беше ладно, комарци не каса колку што каса денеска, секако тоа е субјективно, нели доживле. Меѓутоа, кога е примарен интерес тоа што треба да го работи, кога животите тоа што работите, сите тие други работи само помалку ви пречат. Ова што гледаме на оваа изложбата е буквално само, да кажеме, круна на она нешто што можеме да го презентираме како нешто ново што сме го работиле во претходните години. Ние имавме дури замисла, тоа се надам дека ќе на некоја следна изложба, особено сигурно планираме барем за 5 години од сега, да направиме една изложба каде што поред овие фотографии кои се сега, да кажеме, главни и сега се најнови, ама пред тие фотографии не биле толку убави колку што се овие, кога сме се учеле, кога сме грешеле, кога не сме имале така добра опрема како што е ова, кога сме сликале уште на филм, ова се сликани сега се со така наречени dedicated камери само за астрономија, претходно сме сликали на филм, па сме после сликале на обични овие што се користат за дневна фотографија, ама сепак дигитални. И тоа се сме раснеле, како што раснела технологија, така сме раснеле и ние. И еве сега имаме на оваа изложба резултат на една навистина убава работа, особено на неколку креативни луѓе. Особено би го споменал овие фотографии тука што се задмене од професорот Сашо Панов, кој навистина може слободно да кажем дека веќе стана Бундеслига или Премиер лига на астрофотографии, прави толку добри фотографии што дури мене не ми се верува дека не само он, многу од овие фотографии за кои јас сум мислел дека никош нема да ги направиме, ама едноставно кога погледнете колку млад свет доаѓа и колку е талентиран и
често пати се жалиме на тие млади луѓе, меѓутоа погледнете позади, само ќе видите колку тие млади луѓе знаат да направат прекрасни фотографии. Но и ние чувствуваме како друштво, чувствуваме последици од тоа, особено од иселување до оваа држава, така да, а меѓутоа имаме се уште добри луѓе тука што се надам дека ќе продолжиме и понатаму да работиме. И секако астрофотографија е еден дел. Астрофотографија е само еден дел од нашето друштво. Ние имаме и јас сум конкретно за мене, јас сум повеќе наблюдувач, јас сум тој што сака телескоп и се гледа со око. Не дека немам фотографија, имам дури една фотографија тука. Меѓутоа јас сум само тој што повеќе сакам да ги соберам луѓе, да ги научам основи на фотографија, а после тоа тие сами да си отворат крилја и сами да летаат. Го спомнавте Сашо Панов, кој е еден од авторите на овие фасцинантни фотографии, кои се и другите автори? Би ги спомнал исто и Емил Анастасовски, тој е нашиот релативно нов член од Куманово, кој исто така дојде онака чук на врата, дечки, јас се занимавам со астрономија и едноставно многу брзо влезе во тој вителот на астрофотографија, кој е навистина зависен хоби. Вие кој ќе почнете да влегувате, кој ќе почнете да добивате првите фотографии, кој ќе почнете да гледате дека фаќате нешто што е многу тешко да се фати. Многу од овие објекти не се гледаат со гол око. Нити со телескоп, пример, не можете да видите овие објекти. Само камера може да забележи, затоа што камера е поинаку гледа од око, таа може да собира светлина и вие таа собрана светлина да ја презентирате, додека вие гледате со голо око многу мало. Вселената е многу, како што затоа е и добра астрофотографија да покаже тоа колку е таа убава. Потоа би го спомнал и како се вика Боби Кузмановски, многу е попознат како Боби Цар. Тој прави повеќе ленска фотографии, момент фотографии кои треба да знаете, но во момент да видите на одредено место и обично се тие објекти од сончевиот систем и навистина се прекрасни фотографии. Знам дека на Facebook имам исклучително позитивни реакции на негови фотографии. Тука се фотографии исто од Горан Петров, кој за жал исто еден од тие што се одсели од државата. Тука е Лука Пешич, кој се уште тука. Тука сум јас, тука има и други што се, ама тие се оцели Мартин Стојановски, се оцели Филип, се оцели и така натаму. Но ви кажав, многу не погодја тоа што ми отидоа многу фини, квалитетни, воспитани луѓе, што многу помалку ги имаме во државата. Со ова јубилејна изложба ја заокруживте 2023 година. Какви се плановите за активности во 2024 на Скопското астрономско друштво? Ние имаме стандардно негде во половина на март ни почнува курс, почетен курс за астрономија, каде што доаѓа обично средношколци, постари студенти и обично така луѓе. Дури некош имаме и со моја возраст што ни доаѓаат. Лани имавме една дури пензионерка, што беше заинтересирана за астрономија. Како што ќе заврши, тој некаде во мај, половина, крај на мај, почнува курс за деца, кој е исклучително популарен последниве неколку години. Ја навистина не знам зашто не сме го правиле тоа порано, мислеле дека немаме интерес за такво нешто, но навистина имаме одличен интерес и од децата и од родителите и многу добри оценки имаме за тоа, затоа што навистина се трудиме да кроз некакав си видна игра им покажеме што е тоа планета, како таа кружи околу Сонце, што е тоа месечина, како има кратери, како тие кратери се создаваат, што се тоа звезди, какви звезди има, зашто тие не се во иста боја и така натаму и така натаму. Така да многу имаме позитивен интерес од децата и некако тој ми можеби најмила активност во текот на година, а секако низ цела година си имаме наши редовни наблюдувања кои мора да признам, тоа мене најповеќе ме радува, затоа што ја, телескоп и ведро небо, тоа е некое свето тројство во кое јас постојано влегувам. И навистина уживам во тоа. Секако сакам и да фотографирам, но јас стално кажувам, јас сум председен наблюдувач, а астрофотографија ми е тука не споредна, ама ете кажам, втора активноста по мој интерес.
Сите оние што сакаат да дознаат нешто повеќе и да зачекорат во тој чудесен свет на астрономијата, како може да стапат во контакт и да ги следат вашите активности? Не, можете да пишете, ние имаме сајт astronomia.mk, имаме Facebook пејдж на кој ни е доста активен. Рече си секој ден, мислам, не секој реч, него секој ден издаваме најубавите фотографии што се појавуваат од цел свет, секако кои ќе дојдат нашите имат приоритет. И тука објавуваме сите наши активности. Ние држиме отприлike еднаш месечно само состанок на електрофакултет кој мора исто така да го спомнам, кој ни веќе деценија и повеќе излегува пресвет, ни дава простори каде што можеме да се состануваме. Се плаќа, имаме членарина од 500 денари годишна за ученици и студенти, 1000 денари за возрастни. Трае од 1 јануари до 31 декември. Членарина углавном се тоа млади луѓе кои доаѓаат. Ако се друштвото, зашто е нашето друштво добро и уникатно, јас може слободно да кажам дури за европски размери сигурно, а може би за светски. Друштвото е веќе добро, има веќе доволно голема опрема и доволно има знаење, што е многу повеќе, за да може било кој што ќе дојде, што ќе има само интерес да дојде и без нула денари, тоест со 0 денари, да дојде и ако има интерес да вплива во овој свет на астрономија. Порано ние немавме ништо, моравме многу да се трудиме да ги заработиме некако тие пари и некако ние имаме во друштвото некако непишано правило, се што работиме, друштвото заработува. Значи, ја држам предавања, друштво заработува. Ти држиш предавања, друштво заработува. Ние предаваме слики, друштво заработува. Значи, центарот е друштвото, затоа што пред се е даден акцент на тоа. Дојдете во друштвото. Јас немам телескоп, ама сакам да гледам на страна. Дојди. Еве, се може да ти даде. Доколку пројавиш интерес, телескоп како да е твој. Сакам да гледам небо. Ако јас како постар член се уверам дека вие сте способни да сами наместите телескоп без да го изломите, да го расипете, нема проблем. Земите многу пати до сега се случувало да млади луѓе кои дошле неколку пати, десетина пати со нас на терен, го гледам дека дете го знае, се труди, внимава. Зошто? Телескоп е купен за да се користи, не да седи у подруми, ние постарите да ги гледаме тоа. Често пати кога се случуваат одредени феномени на небото, можеме да ве сретнеме и на градскиот плоштад со телескопот и каква е тогаш реакцијата на граѓаните кои што поминуваат тука? Мора да спомнам од оваа година има можеби најинтересна реакција до овие 15 на година колку сум на плоштад. Детево не беше тука од Македонија, мислам дека беше од Косово или од Албанија. Се викаше Харф, се уште се вика Харф. И кога погледна месечина, првите 4-5 секунди почна да имаше еден цраотен насмевка, почна да се смее толку појако што на крај премина во плач. Почна да плаче. Што беше многу симпатично. И навистина ме израдува затоа што беше толку спонтанно. Детево беше негде 6-7 години, ама толку се воодушеви од тој поглед и јас сум имал многу луѓе што ми скокале, што не верувале. За Сатурн ја мислам дека имам 50% луѓе што не верува дека е вистински. Мислат, тие се убедени дека ја ставам некоја сликичка внатре. Исто за месечина, често пати ми се случува да стават рука испред телескоп да видат дали е тоа вистина, што исто тоа не функционира. Навистина има многу позитивни реакции. Има и негативни реакции, има тоа, ама тие се небитни и неважни, овие затоа ви ги спомнам. Исто оваа година ми се случи девојче од Холандија која прочитала за мене на интернет дека седам на плоштаца. Па меѓу другото е тоа довело во Македонија да гледа и имала несреќа да не било добро време, па морала да ни пише и буквално само неколку сати била во Македонија и некако се најдовме на мејл, ја и реков, окей, не е баш добро време, ама излегов само заради неа, уловивме некој месечина кроз облаци и навистина девојче беше пре радосна што ќе имала прилика да види такво нешто.
Телескоп и не само тоа дневно што гледаме, тоа е едно. Еве пример, тука имам една фотографија каде што оваа година забележавме феномен на преминување на месечина преку Венера. Имаме исто, како се вика, затемнување на сонцето, затемнување на месечина. Ние сме тука дежурни на оваа држава кои сме за сите феномени што се случуваат на небо, кој друг ако не ние. Ние имаме опрема, имаме знаење, имаме луѓе, што е пред се најважно, кои се компетентни за да го направат тоа и навистина тоа го прават преубаво и резултат на тоа е тоа тука. Тука имаме фотографии од затемнување на сонце, затемнување месечина. Имаме претходно споменат Боби Козмановски направи исто оваа година исклучително добра фотографија каде што цел месец сликаше сонцето во летните месеци каде што се гледат пегите како ротират околу дамките на сонцето, како ротират околу сонцето и тоест на сонцето и во исто време направивме една фотографија каде што меѓународна вселенска станица поминува во исто време тука, така да сето тоа како една композитна фотографија преубава и ако ги знаете и приказите како што ги јас знам позади овие фотографии, тоа се веќе полуфилмови. За мене јас знам за многу овие фотографии како се фотографирани, како се ловени и сето тоа е навистина може за полудови фотографии и филмови да се направат документари за тоа како се лови, на какви непристапни места моравме да одиме на точно одредена точка на нашата географска широчина, во точна секунда или дел од секунда мораме да го ловиме одреден феномен. Така да, кога ги знаете тие приказни, јас во глава ви кажав имам полудокументарни филмови за мене. Ви благодарам за ова интервју, за одвоеното време. Ќе посакам среќна и успешна 2024 за Скопското астрономско друштво. Во новава година да расте интересот за астрономијата и вашите активности, секако честитки за вас лично. Благодарам и се надевам дека ќе се дружиме понатаму. Изложбата ќе биде отворена до 4 јануари, а влезот на истата е слободен, благодарение на поддршката на Кинотека на Македонија. Ова изложба на Скопското астрономско друштво има и продажен карактер, па секоја од фотографиите може да се купи во големина која вам ви одговара.